Значи, јас вчера одговорив на ова прашање, гледам дека јас сум единствен кој што одговара на ова прашање. Може би ќе треба малку да видите и на други места да прашате за мислења. Меѓутоа, еве ќе повторам уште еднаш. Прво, јас го прочитав соопштението на американскиот State Department. Тоа соопштение потврдува дека Соединетите американски држави се стратешки партнер на нашата држава, кои што се посветени на помошта на државата да го унапреди владењето на правото и борбата против корупцијата. Второ, самото соопштение во себе содржи основи за ставање на црна листа на градоначалникот на Струга, кои што се многу сериозни. И јас вчера кажав и ќе повторам и денес, несватливо е како може Соединетите американски држави и нивните институции, кои што се на оддалеченост од 8000 километри од овде, да имаат информации изнесени преку нивни официјални лица за тоа што се случувало во нашата држава, а нашите институции од истражните и правосудните органи тие информации да ги немаат. И затоа ќе треба прво општина Струга да биде отворена за споделување на сите информации на надлежните органи, а тие да бидат ефикасни во својата работа. Во однос на моралните и етичките аспекти, избран функционер од страна на граѓаните сам треба добро да размисли и сите советници во општина Струга од сите политички партии, бидејќи градоначалникот Мерко во својата кариера бил дел од коалиција со ВМРО-ДПМН. Јас ги гледам соопштенијата на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е политичка партија чие што седиште е сместено во криминално стекната, конфискувана зграда која што е покрај тоа и дивоградба. Па нека се запрашаат и тие докаде е нивниот случај во која фиока седи за нивната зграда. И затоа сите советнички групи треба да седнат, да се погледнат што ќе прават во иднина заедно со градоначалникот, на кој начин планираат да функционираат и како планираат да продолжат, имајќи во предвид дека се избрани да ги штитат и да ги унапредуваат правата на граѓаните. Ме прашавте за мене. Јас да се најдам на листата, на црната листа на Соединетите американски држави, како човек кој што дел од своето образование го завршил во Соединетите американски држави, нешто ќе си дадам оставка. Јас тоа ќе го сметам за најголем пораз во мојата лична и професионална кариера.